Владата нема решение за вработување на долгорочно невработените лица. И според директорката на Агенцијата за вработување и според вице-премиерот Ангјушев, овие луѓе или работат на црно, трајно се иселени или повремено работат во странство. Ангјушев вели дека 42% од 105.000 активни баратели на работа се постари од 50 години. Сепак голем дел од нив редовно се пријавуваат, но воопшто не бараат работа. Тоа се луѓе кои што веројатно останале како резултат на некои стечени технолошки постапки, меѓутоа тоа се и земјоделци, тоа се и луѓе кои што работат на црно во нашата држава, значи тоа се луѓе од мајсторските дејности, водоинсталатери, плочкари, не знам, значи електричари и така натаму, кои што едноставно и не бараат работа. Ангјушев признава дека владата треба да поработи повеќе за да ги преквалификува оние што навистина бараат работа, затоа што половина од активните баратели имаат само основно образование или пак воопшто го немаат. Сегашните квалификации на работниците се далеку од она што го бара пазарот, а тоа се заварувачи, ракувачи со градежни машини, текстилци, возачи, угостители. Интересот за обуки за преквалификација годинава не е многу голем. Агенцијата за вработување предвидела да опфати 4740 лица, а досега се пријавиле 1300, од кои 500 млади. Треба да ни биде целта како да ги стимулираме овие луѓе кои што бараат работа, да ги преквалификуваме ние како држава, да определиме значи средства и веќе се определени оваа година и затоа е така направена програмата, да тие се преквалификуваат на она што го бара пазарот. Во компаниите да се врши нивната квалификација, а за тоа државата 6 месеци да плати. Пред неколку дена директорката на Агенцијата за вработување изјави дека на луѓето во земјава не им се работи. Дури 70% од невработените не одат кога ќе ги повикаат на интервјуа за работа, а од останатите 30% ретко кој прифаќа да работи. Најчесто одбиваат поради ниските плати или поради немање квалификации. Светска банка веќе предупреди дека половина од работоспособното население ниту посетува обуки, ниту бара работа во земјава.